Тема во блокот во 8 часот во Македонија наутро собири и протести. Што се собири, што се протести и кои се процедурите за организирање. Анализираме со професорот Трпе Стојановски во студиото. Добро утро. Добро утро. Професоре, да ги дефинираме. Што се собири, што се протести, има ли разлики и кој може да ги организира? Јавните собири се настани кои што се под посебно внимание и интерес на полициската организација, со оглед на големиот број граѓани кои што се собираат. Оваа материја ја регулира законот за јавни собири и релативно добро е уредена оваа материја. Протестите се еден вид на јавен собир, на кои што се собираат граѓани и кои што истакнуваат одредена порака, упатуваат одредена порака до некаде. Значи, протестите се вид на јавен собир. Професоре, кои се правилата за организирање и како треба да се однесуваат оние што ги организираат собирите, односно протестите? Ке почнам од последниот дел на реченицата што ја кажавте. Организирање е работа на организаторот пред се, кој што има идеја, кој што тргнува од поставката дека треба да се организира јавен собир. И најголемиот дел од надлежностите и одговорностите се упатени кон организаторот. Значи, каде што имате организатор, регулирани се надлежностите кои што ги има тој и секако обврските. Јавниот собир, законот вели, може да се пријави во полицијата. И самиот збор може остава простор дека тој може, но не мора да се пријави. Во најголем број случаи праксата покажува дека кога станува збор за јавни собири, каде што доаѓа до собирање на голема популација на луѓе, овие настани се пријавуваат во полициската организација од причина што се очекува и асистенција од полицијата. Меѓутоа, ако тој не биде пријавен во полициската организација, обврска на полицијата со оглед на нејзиниот територијален и линиски принцип на работа е да знае што се случува на нејзината територија и со своји механизми, со своји мерки да соодветно да го обезбеди настанот. Тука пред се мисли на безбедноста како клучен фактор кој што може да ја испорача полициската организација. Во случаевите каде што доаѓа до организирање на вакви настани, тоа подразбира и настани кои што имаат спортски, културен, политички и друг вид на карактер, полициската организација има своји конкретни надлежности. Уште повеќе ако тие бидат побарани од организаторот, полицијата да укаже асистенција во одреден дел. Секако дека обврска на сите надлежности и секако трошоците за тој настан паѓаат на товар на организаторот. Дури и во случај ако биде побарана одредена асистенција од полицијата за преземените мерки, за ангажирањето на луѓе, за она што го прави на терен, согласно со план кој што го изготвува, поднесува трошковник кој што организаторот е должен да ги покрие сите произведени трошоци. Едно подпрашање, споменавте спорт, па како тригер се појави ова кај мене. Дали собирот или протестот зависат од причината поради која што се случуваат, бидејќи сведоци бевме на оној собир спонтан 2011 година кога нашата кошаркарска репрезентација беше четврта во Европа на Европското првенство, веднаш по победата против Литванија на градскиот плоштад Македонија во Скопје се собра, па слободно ќе кажам 100.000 луѓе, можеби не е точна бројката, можеби се тоа само желби и имагинација, меѓутоа се собра голема маса на луѓе, никој не ја организираше, се собра спонтано и немаше ниту еден искршен објект, немаше ниту еден инцидент, немаше ништо што би можело да го загрози присуството на луѓето. Тоа се исклучителни случаеви каде што таа спонтаност што ја споменавте исто така е составен дел од начинот на живење и каде што тој вид на обврски ги има полицијата. Таа соодветно треба да ги има информациите, да ги анализира и да се подготви, бидејќи собир на повеќе десетици илјади граѓани подразбира обезбедување на безбедност за тие граѓани, подразбира обезбедување на медицинска и евентуално противпожарна заштита.
Меѓутоа, прашањето што го поставивте е суштинско, бидејќи најчесто настаните подразбираат собир и на спротивставени групи, на ривалски групи. Потоа, собирите може да имаат и голем број ризици кои што ќе почнат како мирни настани, меѓутоа може да ескалираат. И тоа е најтешкиот дел од работата на полицијата. Меѓутоа, таа постои за тоа да испорача безбедност и во посебни, специфични или нарушени безбедносни услови. Во таа смисла, овој вид на собири се најкомплексни за работата на полицијата, бидејќи мора да се предвидат до детали сите моменти кои што може да произведат од мирна една наелектризирана или спротивставена состојба и да се изнајдат механизми каде што интервенцијата на полицијата ќе доведе до спречување на сите ризици кои што постоеле за нарушување на јавниот ред и мир во поголем обем пред се и во таа смисла да обезбеди безбедност и нормално присуство на граѓаните. Ова се најтешките случаи, бидејќи ние помниме, за среќа не сме имале такви настани кај нас, со спортски настани, меѓутоа Хејсел ни е во сеќавање, каде што меѓутоа тоа се ризици кои што реално може да се случат. И особено во последните години во земјите од Западен Балкан, хулиганството е момент кој што е во приоритет на полицискиот интерес и каде што се анализираат тие состојби. Не случајно постојат комитети кои што работат во предвечерието на настанот, каде што работат за размена на информации, за меѓусебно информирање за мерките кои што требало и се преземени во однос на настанот. Така што тој вид на настани заслужува посебна методологија за која што полицијата е подготвена. Но исто така постојат и друг вид на собири кои што значат протести за кои што кажавте вие и кои што треба да бидат добро подготвени од полициската организација. Овие се моменти кои што почнуваат мирно, меѓутоа само еден мал дел може да доведе до свртување на протоколот или сценариото кое што може би организаторот не го посакувал и да се случуваат такви настани. Од таа причина психологијата на маса е посебна материја на која што полицијата посветува или треба да посвети внимание и да се подготви за таквите предизвици. Добро, кажавте дека многу лесно може од собир да се премине во протест, за граѓаните да се однесуваат и за да се чувствуваат безбедно, задолжена е полицијата. Треба да бидат добро подготвени, велите, и дека треба да предвидат што може да се случи, како изгледа тоа предвидување и добра подготовка. Дали се работи на терен? Дали се истражува, може би во делот на организирање на организаторите, нивната психологија, психологијата на маса, тоа ние нашето поднебие тука, возраста која би присуствувала, како оде една организација од страна на полицијата за ние граѓаните, кои што сакаме да присуствуваме на некој собир, каде што сакаме да испратиме порака. Па и на протест. Па добро, да се чувствуваме безбедно, со цел сме дојдени да речеме да испочитуваме без да го нарушиме јавниот ред и мир. Добар дел од елементите кои што треба да се преземат ги споменавте во вашите прашања кои што ги имавте. Значи, полициската организација е институција која што има меморија. И во таа смисла, кога ќе се добие дописот со кој што се бара организирање на настан, тој допис детално се анализира во смисла кој е организаторот, дали е можно да се даде одобрение за организирање на таков настан, дали е потребно со организаторот да се направат претходни разговори во смисла да се добијат одговори на прашања кои што се битни за полициската организација и уште повеќе што сите тие настани заслужуваат анализа од полицијата и таа ги прави тие анализи. Во смисла местото каде што треба да се организира настанот, колку е тоа безбедно, колку тоа овозможува најавената или проценетата бројка на присутни граѓани да бидат таму и тие да се чувствуваат безбедно, односно да бидат исполнети претпоставките за нивно собирање и евентуално можно разидување ако има потреба од такво нешто. Во таа смисла се обезбедуваат
сите потребни заштитни мерки во случај на кога имате број на луѓе што се собираат, некои од нив се болни, на некои од нив можеби ќе им биде потребно укажување на медицинска помош. Тоа го гледаме на секој настан, каде што временските прилики исто така може да бидат фактор, каде што просторот кој што се обезбедува е почетната точка од која што се прави полициската анализа. И проценките на ризични моменти се клучот во полициската стратегија за постапување понатаму. Бидејќи планот ќе биде изготвен со каков број полициски службеници треба да се обезбедува тој настан, каков вид на опрема им треба, дури каков вид на опрема, заштитна опрема, вклучително и вид на вооружување кое што ќе го имаат полициските службеници. Значи, овој процес заслужува микроанализи кои што во целиот конгломерат треба да дадат слика дека тоа се мерките или механизмите кои што полицијата треба да ги преземе во партнерство со други институции, бидејќи таа не работи сама за себе. Тука се неопходни другите државни институции кои што имаат надлежност во конкретниот настан и секако со организаторот. Колку време е потребно грубо? Се прави тоа недела дена пред настанот? Нема ограничување, тоа може да трае и со месеци. Некогаш и во момент треба да се реагира. Или како да речеме, се дава барање за организирање на собир, протест, се бара и полицијата не го дава одобрението додека не провери се? Така ли оди тоа? Како функционира? Полицијата е прагматична служба и таа, говорам како пишува во книгите, и таа не ги препушта работите на случајноста. Значи, секоја информација, секој можен ризичен момент ќе биде проучен и во однос на него, на тој момент ќе бидат предложени соодветни решенија. Говориме за јавните протести. Да. Многу блиску до оваа материја се вонредните обезбедувања, тоа се настаните кои што ги прави полицијата, не секојдневни настани, меѓутоа кои што бараат големо полициско ангажирање. Замислете, на пример, кога ќе доаѓа некој председател на држава. Тука постојано гледаме дека тоа е највисок ранг на обезбедување, каде што постојано го слушаме хеликоптерот како ја остварува својата функција. Значи, тоа е само еден сегмент кој што упатува на мерките и механизмите кои што до крајност треба да бидат проучени. Говориме за овие мерки кои што ги презема Бирото за јавна безбедност. Тука не смее да се потценат мерките и активностите кои што ги преземаат другите безбедносни служби, кои што пред се работат на принцип на размена на информации, добивање на информации и проверка на ризиците во однос на добиените сознанија. Тоа се другите безбедносни служби. Секако дека како асистенција на целиот овој процес помагаат и надлежностите кои што ги имаат другите државни и недржавни институции кои што имаат надлежност во обезбедување на настанот. Зборуваме за општата безбедност, зборуваме за безбедност на маса луѓе, зборувавме во претходниот појас на емисијата за контролите во јавните установи и за протоколите за безбедност. Кратко само ќе одиме до Битола. Ружица Ѓоршевска е на линија. Зборува со Александар Ангелевски, магистер по безбедност. Контролите во градинките, училиштата, стамбени гостителски објекти и протоколот за безбедноста во институциите. Ружица, наредните минути се за Битола. Колеги, да, знаеме дека за жал откако се случи 16 март покрај редовните контроли во текот на годината, во овие последни 4-5 дена се вршат засилени контроли како на градинките, така на училиштата, на станбените згради, меѓутоа се подразбира дека и се чешлаат угостителските објекти, што подразбираат овие вонредни контроли. Се разбира присуство на ПП апарати, се проверуваат ходниците, меѓутоа и она неопходна потребна документација. Инспекторите за домување на терен заедно со станбените сервиси, како и жителите на зградите, вршат контрола и на исправноста на хидратантната мрежа во колективните згради, како и соодветна опрема. За сликата на терен што се однесува до Битолскиот регион,
регион го поканивме инспекторот кој што е надлежен за заштита при пожари при дирекцијата за заштита и спасување, меѓутоа само од нему познати причини значи го одби гостувањето, но затоа во пресрет ни излезе магистар Александар Ангелевски, кој што има магистрирано за заштита и безбедност при пожари. Александар, еве ти не си вработен во дирекцијата за заштита и спасување, меѓутоа имаш совршена анализа врз основа на магистерската теза. Што подразбира протоколот за безбедност? Па вака сега, протоколот за безбедност со оглед на законските прописи ни за правилници и уредби кои што се донесени низ текот на годините, секој правен субјект и сите останати физички лица кои што вршат некаква дејност задолжени се според законските уредби, правилници и протоколи да приготват елаборат за заштита од опасности, пожар и други непогоди, проценка на ризикот, пожар и други непогоди, потоа план за заштита од пожар и други непогоди и правилник. Покрај овие сите одредени институции, например конкретно училиштата, мора да поседуваат комплетна документација за исправност на хидрантска мрежа, доколку ја имаат, комплетна документација за исправност на противпожарни апарати, колку тие ги имаат во исправна состојба, кои што сите овие хидрантската и противпожарните апарати треба да се сервисираат на една година, односно да има документација дека тие се исправни. Потоа имаме за заштитно заземјување документ кој што треба да го имат и тој се прави на една година, и за громобранските мрежи. Има училишта, односно институции, градинки и други кои што се греат на нафта или на дрва, каде што и тие треба да поседуваат и записник дека имаат исправни оџаци и котли за грејање. Покрај тоа потребна е план и шема за евакуација и обучени лица за противпожарна заштита кои што имаат кои што треба да имаат соодветен сертификат. Тие се воглавно оние ударни кои што процедури и документи кои што се потребни да ги имаат и да ги посетуваат сите правни субјекти и физички лица. Александар, вие сте исто така председател и на доброволното пожарникарно друштво Архангел. Бевте на првата линија на заштитниот обрачи при летните пожари, меѓутоа еве имате и совршени анализи за заштита при пожари, исто така и безбедност. Според вас, дали е потребна и неопходна обука всушност на жителите на стамбените згради, на вработените во градинките, училиштата, меѓутоа и во угостителските објекти? Вака само малце ќе поправам, сум секретар на доброволното противпожарно друштво и според она што треба и според она што на некој начин треба да го правиме, треба добро сите да се опатени во според тие што се работат во институции, што учествуваат во делувањето во институциите, добро да познаваат самиот објект, да знаат еднаш годишно е потребно да имаат соодветна обука, односно вежба за евакуација. Јас мислам дека тука треба да се почни и од мали нозе да почнеме со едукација на учениците за сите тие за целата противпожарна заштита и другите непогоди кои што можат да настанат, и мислам дека треба да се стави во овој момент акцент на едукацијата и превенцијата за понатаму да нема проблем. Да се остави еден период каде што овие сите протоколи и процедури во овој момент дојдоа многу наеднаш. Голем дел од правните субјекти и физички лица кои што извршуваат дејност не се запознаени, голем дел ја немаат потребната документација, и сега доаѓа овој момент со самите инспекцијски надзори, со самите наредби, односно со самите побарувања со сите надлежни кои што ги бараат овие проблеми, да во одреден момент наеднаш сите ги направат сите овие чекори. Затоа мислам дека треба да се сработи професионално, максимално, за да не се дозволи пак некој пропуст или некои работи кои што нема да бидат професионално, односно завршени целосно според уредбите, законските прописи и протоколите. И еве да не биде секогаш да се отрезнуваме или будиме на некој начин во последен момент, дали според вас може би е неопходно со време да се размислува за воведување на предмет кој што би ги подучувал децата уште од мали нозе за безбедност и реакција при пожари? Па да, јас мислам дека
пожелно да се воведе предмет, може да се воведат одредени теми по некои предмети во основните училишта и во средните, и можам да кажам дека одредени земји, според моите информации, што од малиното, што од градинките на 3-4 години веќе имаат такви предмети, веќе имаат, може да видиме и на интернет и на YouTube како имаат вежби за реакција од пожар, каде што со симулација на чат и се научени дона. Моја препорака е дури и од дома, јас вежбам и со моите деца, секој во својот дел на делување, дали дома или во работата кај што се најчесто, да можат буквално со замижани очи да го знаат патот, колку чекор имат за да излезат надвор. Моја препорака е првично тоа да пробаат да го извежбаат и така на некој начин ќе бидат посигурни во просторот каде што делуваат. Ти благодарам за тоа што утрински ни одвои време. Еве, колеги, како што слушнавме, наш гостин беше магистар Александар Ангелески, магистар за заштита и безбедност при пожари. Ја слушнавме неговата анализа, меѓутоа и препораки да се делува безбедност на време, да не се чека во последен миг, бидејќи сепак ситуациите при пожари бараат одредена психофизичка подготвеност покрај се, меѓутоа и секако задолжително запазување за протоколот за безбедност при пожари. Ружица Ѓорчевска беше тоа. Од Битола зборувавме во текот на емисијата во појасот пред 8 часот за безбедноста и протоколите на јавните институции и јавните установи, на зградите кои што се во јавен интерес и во јавна сопственост. Зборувавме за угостителските објекти, сега зборуваме генерално за безбедноста на собири и на протести. Се враќаме во студиото. Овие две теми се мощно актуелни овој период, овој тежок период за нас, пред се поради трагедијата што ни се случи со пожарот во Кочани, а потоа и поради најавените собири и протести кои што беа најавувани за деновите што следуваат. Професоре, која е улогата на полицијата за време на собир, односно на протест? Дали се реагира различно? Кажавте пред малку дека во однос на анализите полицијата се опремува различно и се подготвува различно. Каква е реакцијата? Тенка е границата меѓу овие два типа на собирање на толпа луѓе? Да, во зависност од собирот, полицијата може да биде присутна во поголем број или во помал број. Во екстремно важните случаи се формираат и штабови кои што ги координираат надлежностите и кои што служат како центри од каде што се даваат насоки како да се постапува. За жал, рековте даваат насоки. Која тригира полицијата? Таа сама решава на терен или постои команден момент пред кој што не смее да реагира полицијата? Значи, полициската организација действува како целина, во зависност од тоа како е поставена. Ако има штаб, тога штабот е тој кој што има големи надлежности за стратешките одлуки кои што треба да ги презема полицијата. Во однос на конкретниот настан кој што го кажавте, за жал, трагедијата што ја имавме неодамна, и каде што опожарувањето е едно од најсериозните облици на загразување, за жал, произведе и неверојатно голем број на смртни последици. Од друга страна, имавме информација дека имаме и полициски службеници кои што се присутни на самото место. Релевантните информации веројатно ќе произледат од истрагата. Она што е битно да се знае дека полицијата е таму за да го обезбеди редот, безбедноста на граѓаните пред се и секако и својата безбедност. Ние не можеме да одиме во детали сега хипотетички да ги предпоставуваме околностите во кои што се наоѓала таа полициска група од неколку полициски службеници. Меѓутоа, факт е дека таа работи по план, но секоја вонредна ситуација, секој моментален ризик кој што е видлив и особено полициските службеници треба да го препознават, треба да реагира во тој дел. Значи, околностите ги видовме какви се. Трагичен, огромен пожар во кој што буквално луѓето можеби и не се гледаа во моментот. Во тој момент реакцијата се сведува само на спасување жива глава. Ако може да се укаже помош на граѓаните, секако да, меѓутоа и полициските службеници се граѓани. Проблемот е во тоа што се испуштени тие моменти и просторот во кој што можело да се реагира поминале. Тоа е претходниот период, каде што ако полицијата била упатена таму по план да работи на утврдување на одредени кривични дела,
Тоа е работа за полицијата, меѓутоа не е приоритетна во однос на ризиците и опасностите кои што биле видливи. Така што ние може само да предпоставуваме сега и најдобро е да не одиме во хипотетички решенија, бидејќи истрагата е таа која што, особено исказите, изјавите на јавното обвинителство и на државните институции се точките кои што ја покажуваат реалната состојба која што се случува таму. Меѓутоа, обврска на полицијата, според Законот за полиција, според Законот за внатрешни работи, според Законот за јавни собири, е да укажува, дури и да го прекине настанот, ако има аргументи за тоа, со цел да спречи загрозување на животот и безбедноста на граѓаните присутни на местото. Начнавте дел од прашањата кои што ќе следат веднаш по јавувањето на Ване Трајков од Струмица? Да, колегата Ване Трајков во продолжение разговара на тема пиротехника, пиротехнички средства, така, кој може да ги поседува, како се управува со нив, кои се правилата. Ване, вниманието кај тебе, те слушаме. Повторно поздрав од Струмица. Да, во наредниве минути ќе зборуваме за пиротехниката и разговараме со поранешниот раководител за пиротехника при Дирекцијата за заштита и спасување Ефтим Митров, токму за овој проблем или пак за процедурите кои што треба да бидат испочитувани во нашава земја за и околу извозот, за и околу користењето на овие средства. Господине Митров, на самиот почеток од нашиот разговор, кој се може да увезува пиротехнички средства во земја? Добро утро. Најпрво пиротехнички средства за огномети збориме, бидејќи терминолошки пиротехничар како назив во Македонија се користат два: пиротехничар за огномети и конкретно пиротехничари за работа со експлозивни средства, со бризантни експлозиви, тоа се во Дирекцијата за заштита и спасување за неексплозивни војни средства. Тие се двајца различни пиротехничари. Увезување може да вршат лиценцирани фирми кои имат добиено одобрение од Министерството за внатрешни работи, конкретно од секторот за оружје и експлозиви и опасни материи. При Министерството за внатрешни работи. При Министерството за внатрешни работи. За да добиете такво одобрение, значи вие најпрво мора да имате соодветен магазин. До сега, значи Министерството за внатрешни работи тие работи си ги врши извонредно. Значи крај нас законските регулативи се, може да кажем 99% феноменални. Се завршуваат тие обврски. Магазинот мора да задоволува некои норми, колку да е оддалечен од населено место, бидејќи сите тие огномети се на некој начин експлозиви. Тие се смеши, експлозивни запаливи смеши. И до која количина може да се чувате, према количината и на која раздалеченост треба да биде од други објекти, од населени места. За да го добиете тоа одобрение, значи прво мора да имате регистрирана фирма за таа дејност. Следниот чекор е, значи мора да имате луѓе пиротехничари кои ќе работат таа работа. За да го добијат таа потврда или сертификат, како сакате наречете го, или уверение, тие луѓе треба да положат испит за пиротехничар, збориме за огномети. Тоа полагање се врши во Работничкиот универзитет во Скопје. Тоа е пак еден дел. Најбитниот дел во сета таа работа е, значи, да се изврши темелна безбедносна проверка на тие лица. Таа проверка ја врши АНБ при МВР. Таа трае некои 3 до 6 месеци деталната и треба и се врши за среќа. Конкретно за пиротехничари за огномети се врши, а за пиротехничари кои сега ги ставија во дирекцијата да работат со бризантни експлозиви, за нив не вршат проверка безбедносна. Тоест институцијата, дирекција не бара проверка бидејќи знае дека нема да ја поминат. Значи, вие мора да бидете подобен за таа работа. Ако Министерството за внатрешни работи преку АНБ каже дека вие не сте подобен, вие не може да ја работите таа работа. Од кој ќе се заврши таа работа, може да се увезуват тие средства. За да ги увезете тие средства, најпрво Министерството, тој сектор за оружје и експлозиви, према магазинот кој го имате капацитетите, ви дава одобрение за набавка. Да ги набавите тие средства, да ги купите. Кај нас ги нема во Македонија, од други земји. Набавката точно е по спецификација. Точно се знае до грам што сте вие купиле, што ќе увезите и што ќе донесете. Транспортот на тие средства се врши со специјални возила АДР, значи за превоз на опасни материи, и со полициска придружба цело време од граница па до магазинот кај што ќе се чуват. По тоа ние сваќаме, значи, колку е таа работа одговорна и опасна.
Но кој сето тоа го контролира? Тие процедури, тие постапки. Со оглед дека сведоци сме дека постојано имаме огномети на отворено, но имаме пиротехника и во затворени простори како огномети. На свадби, во ресторанти, во кафичи. Кој сето тоа го контролира и кој е одговорен? Одговорен, значи, за употреба, тоа за контрола е Министерството за внатрешна работи, секое подрачно оделение преку секторот за оружје, експлозиви и опасни материи. Значи, они имат во секоја општина или регион имат луѓе. Значи, ако вие сакате да правите огномет, зборуваме за лиценцирани фирми. Значи, не може никој друг да прави огномет, освен луѓето кои се лиценцирани, што и кои го имат. А реално во Македонија на друго место не треба да има огномет. Се знае кај кого е тој огномет. Значи, за да вие правите негде огномет, за прва категорија од огномети, тоа се огнени топки со поголеми полнења, морате 72 часа пред тоа да поднесете барање до Министерството за внатрешни работи, а за втора категорија 48 часа пред тоа мора да пријавите. Значи, пријавувате кој ќе го врши огнометот, кој е лице, што е лиценцирано нормално во таа фирма, каде ќе е, на која локација, колку ќе трае тој огномет, минута, 2, 10 секунди, има различни огномети, и после тоа, на основа на тоа барање, бидејќи пријавувате каде, кога, во кое време, Министерството за внатрешни работи проценува дали таа локација е безбедна или небезбедна, не е подобна, дали ќе ви одобри да го направи тој огномет или нема да ви одобри. Значи, тоа е нивна одлука и го контролираат тој дел. Но за жал, гледате, во Македонија имаме ние секој ден огномети. Пред една недела имавме огномет млади деца. Од каде им се на нив тие огномети? Па ние сме сите сведоци дека на бит пазар, на тезга се продават огномети. Иначе во Македонија може да се увезат огномети само од оние фирми што рековме што се лиценцирани, што имаат стручни лица за таа работа. А ова што е на бит пазар, тоа е фактички пазар на црно. И ние веќе тука го имаме проблемот, бидејќи после ако го видиме тој некој огномет, тој го вршат лица што едноставно не знаат ни што треба да прават, ни како да прават, не пазат на безбедноста, дали го ставил под дрво, под далековод, блиску до куќа, до зграда, до запаливи материи и така. Ова прашање ги го поставам, но дали сте одговори не знам. А колку пиротехничари во нашава земја има одговорени или пак лиценцирани фирми кои што може да ракуваат со пиротехнички средства? Зборуваме за огномети. За огномети, да. Значи, 6 до 7 фирми кои се регистрирани. Дали во моментот сите имат легални, мислам, траечки лиценци, не знам да ви кажам, во ова каде што јас работам и како лиценциран пиротехничар за огномети, бум-бум од Битола, она си има легален документ, другите не знам. Значи, во Македонија има 6, максимум 7 фирми и некои си во нив ако има по 20 луѓе во цела држава што можат и имат право и знаат како треба да се прават огномети и каде. А ние гледаме во секој ресторан, внатре, надвор, сами газдите на ресторантите си прават за свадби, гостите си прават сами за себе и затоа и доаѓаме до овие ситуации, бидејќи факт е дека имаме на црниот пазар, факт е дека имаме на бит пазар, се продават секој ден. Тука е веќе проблемот системски. Зошто не се реагира? Зошто не се реагира? Колкави се казните за крај? Па, конкретно е за фирмите што се лиценцирани, нормално им се одзема лиценцата прво, а второ, ако вие нешто работите нелегално, вие предизвикувате, бидејќи се експлозивни материи, предизвикувате првенствено општа опасност. Значи, одговарате кривично. И ова нека биде апел сите да пријават доколку забележат било каков огномет. Значи, јас и од секој сум кажувал, и луѓето не треба да се срамат да пријават ако видат огномет, да го пријават во МВР, а МВР по тоа ќе знае дали тој огномет е легален, пријавен или не. А ако не, многу лесно се открива во кој ресторант е, кој го направил, и тоа треба потхитно да се санкционира. И тоа за месец-два може стварно да се реши, ако се работи правилно. Благодарам, Митро. Благодарам. Слушавме дека во нашава земја има околу 6 фирми кои што имаат лиценци неофицијално за ракување со огномет и околу 20 на физички лица кои што можат или пак имаат дозвола за да работат со огномети. И апел до јавноста, доколку забележат било какви користење пиротехнички средства или огномети во отворен или затворен простор, да се пријави веднаш до Министерството за внатрешни работи, институција која што е одговорна токму за оваа проблематика. Студио. Благодариме, Ване. Продолжуваме во студиото, анализираме со професорот Трпе Стојановски.
разјаснивме како кој може да организира настан. Како се обезбедува настан? Значи, кој одлучува дали таму треба прво да помине полиција, па потоа да има обезбедување. Дали на настанот која прави проценката, дали може да има од мегафон до петарди, до огномет, до секакви видови на предмети. Значи, тоа се надлежности кои што ги има организаторот на настанот. Да, изборуваме за настани во објекти. И во затворен простор, кои што подразбираат дополнителна внимателност во токму од оваа причина што пиротехниката не е играње шах. Организацијата, сценариото на настанот е надлежност на организаторот и тој ја има обврската и одговорноста во однос на настанот. Тој ја известува полицијата за настанот, структурата, за карактеристиките поврзани со тој настан и во зависност од тоа, ако се тоа легитимни, легални моменти, настанот се одобрува. Кој одлучува што се може да има на тој настан? Тој може да посака да има се и се што на настанот, може се и се што да сака да пријави. Кој одлучува што е дозволено, што не е дозволено да има меѓу толпа народ? Значи, законите кои што постојат и регулираат оваа материја. Обврската е на организаторот да извести, а известувањето негово треба да биде усогласено со регулативата, со правните норми. Значи, тој не може да бара нешто што е спротивно на закон. Тој може да бара, но дали може да бара. Значи, организаторот, заклучокот е дека организаторот дозволува да има од мегафон до петарди, до огномет, до што и да е на настанот. Така? И го пријавува во полиција. Тоа е тоа. Значи, самиот настан подразбира културен, спортски, политички... Секаков тип концерт, секаков тип. И во тој настан може да го има она што е неопходно за организирање на тој настан. Регулативата вели, присутните на тој настан не смее да носат оружје. Не смее да се точи алкохол. Значи, тоа се механизми кои што се јасни. Во однос на барањето на организаторот, ако тој настапува со барања кои што се над сценариото за организирање на таков настан, тие не му се одобруваат. Значи, му се укажува, ако во принцип организаторите се луѓе кои што ја информираат полицијата за она што го прават. За да го остварат своето сценарио, тие имаат рамки по кои што треба да се однесуваат. Така што, ако има настани... Во нормалниот свет е така. Говорам како е во книгите. Во нормалниот свет е така. А затоа се тука инспекциите кои што треба да ја регулираат материјата. Затоа се тука државните институции кои што треба да ги овозможат претходните услови. Кога барањето за одреден настан, како што е дискотеката, го немало тоа барање, меѓутоа под претпоставки да го има до полицијата. Полицијата не може да навлегува во тој момент, таа оперативна полиција не може сега да се бави со лиценците, со согласностите. Тоа требало да го направи некој друг од институциите, вклучително и од полицијата во некоја претходна постапка, која што е наменета за таа цел. Додека самиот настан кој што е динамичен, подразбира оперативни механизми кои што ги преземаат полициските службеници и треба да се димензионираат на настанот, да гарантираат претпоставки за безбедност на настанот и во таа смисла разговараат за број на редари кои што ќе ги има организаторот. Тие треба да соодветствуваат на бројот на граѓани и на самиот чин кој што ќе се случува таму. И ако има недостатоци во плановите, му се укажува во таа насока што е тоа што треба да го поправи. Говорам во идеални случаи каде што има соработка, каде што полицијата е информирана за идеални случаи од кои што не смее да има големи отстапки. Да. Не смее да има генерално никакви отстапки, меѓутоа не смее да има да му се дозволи на некој да прави нешто што не е дозволено. Да, меѓутоа кажавме, законот за јавни собори предвидува може да го пријави настанот. Значи, и ако не го пријави настанот, полицијата е должна да обезбеди врз основа на сопствената експертиза, врз основа на надлежностите, врз основа на она што законот ти го дава за право,
да обезбеди тој настан да помине безбедно. Зборуваме сега за ова прашање кое што е следно. Полицијата доаѓа на терен. Настанот е во затворен собир настан, што и да е во затворен објект, во објект внатре, во затворена средина. Може ли веднаш да го прекине настанот ако увиди каква било недоследност? Лица кои што немаат доволна возраст, лица кои што не треба да бидат тука, предмети кои што не треба да бидат тука и слично. Може ли полицијата да рече овој настан прекинува? Да, законот и дава право на полицијата да го прекине настанот ако тој ја загрозува безбедноста на граѓаните, ако тој настан е место каде што се извршуваат кривични дела, чиј што интензитет се зголемува, и во таа смисла полицијата има право да го прекине настанот. И треба да го направи тоа, така? И мора да го направи тоа. И мора да го направи тоа. Да се согласиме сите. Меѓутоа, тоа е работа која што е резултат на аргументи кои што треба ги има полицијата и проценка која што ја прави на самото место. Какви се санкциите за прекршителите на јавниот ред и мир? Санкциите ги предвидува законот за прекршоци, односно кај секое действие е утврдена и заканата со казна. Обично станува збор за действија кои што се под законот за прекршоци, меѓутоа, ако станува збор за кривично дело, тогаш санкцијата, односно казната за конкретното кривично дело ја утврдува кривичниот законник. Професоре, ќе ви заблагодариме што утрово бевте со нас, ќе ви заблагодариме што зборувавме на оваа тешка тема во овие времиња по катастрофата човечка, општествена и секаква, што ни се случи во Кочани поради нашето нема превод за овој збор, бахато однесување кон животот и непочитување на животот. Се надеваме дека ќе бидете повторно достапен за некои други. Секако, иако темата која што сите не засегнува и сме потиштени во последно време, всушност отвара и многу други прашања поврзани со импровизацијата која што ја имаме и која што заслужува од тој аспект да анализираме во сите сегменти. И постапувањето на надлежните институции, тука пред се мислам на инспекциите кои што тотално потврдуваат во нашата земја, барем досега, во однос на овој вид забави кои што се случуваат и ни го реметат животот овде нас во смисла на јавен ред и мир. За жал, во Кочани тоа се случи со цена од 59 лица, млади луѓе, кои што беа затекнати или фатени во стапица, каде што прашање колку можеше да се интервенира, и во таа смисла импровизацијата како проблем кој што го имаме, а кој што ни е присутен во одвишни размери во нашата држава. Па тоа беше и одјавата, така почнавме да го одјавуваме овој разговор, се надеваме дека понатаму ќе бидете на располагање да зборуваме за теми кои што не засегаат и кои што се клучни за јавниот ред и мир и за безбедноста на луѓето. Благодарим.